предлагаш да плаќаат даноци малце или плаќаме даноци, а ние ко демократи се бориме. Се разбира никојаш ова мерка да се имплементира овој закон, а исто да се намала даноците, ДДВ да се намали од 18 на 6%. И дај да бидиме реални. Може има втори и трета работа, дополнителни приходи, па куќата што спомнате 430.000 евра да се... Јас кажав дека имал, прво имаме видео пуштено, ние на Фейсбук. Тоа ми е следното прашање. Да. Прашајте ме, ајде да не ве прекинам. Вие сте многу активни на локално ниво околу тие видеа, ваши екипи одат, снимаат видеа до општините и така натака. Дали може би се подготвувате за локални избори? Види, ние се подготвуваме за локални избори, мораме да се подготвиме, бидејќи како партија демократи сакаме да настапиме. Единствена цел ние не е само да освоиме пратеници, советници и градоначалници. Цел ние да ги рушиме, турниме од власт до сегашните градоначалници, советници од овие криминални структури СДС, ДПМН, ДУИ, ЛЕН, знам, и нивните коалициони полтронски привезоци. Зошто ова го кажувам? Па 35 години тие доаѓаат на власт. 35 години се секојаш на власт. Преку локална власт, преку градоначалници, советници или се разбира на централна власт и ја контролираат владата. Значи ние мораме овие луѓе да ги турниме, овие се зло за Македонија. Нивните градоначалници, советници, ние снимаме видео. Одиме, имавме случаи во Битолскиот регион, снимаме во други региони, во Битола снимавме основни училишта. Па толку руинирани овие 4-5 дена пуштам, имаме 3 видеа скоро пуштено да народо, граѓаните видат, па не да ти се плача, туку не знам што би кажал. Значи како не му е страм овие градоначалници, како градоначалник на Битола, Коњановски и Советот, 31 се во Советот. Сите земаат плата секој месец. Да ги остават овие училишта толку руинирани и како не им е страм, имаат ли малце хуманост, човечност, емпатија во нив, да дозволат децата од селата додат во вакви руинирани училишта. Ова е понижување, ова е огромна неправда што ни се случува. И се разбира, ние продолжуваме и во други градови и работиме конкретно случај сега да составиме одлични листи со честни граѓани, професионалци во различни општини, ги има 81, тоа е голема бројка, и да се направи нешто каде што нашите кандидати, каде што ќе настапиме во општините за градоначалници и советници, ги тргнеме еднаш од власт овие лоши луѓе, кои што ништо не ги интересира, само тендери да му помини тој период од 4 години, зборувам за градоначалниците и советниците, а кажав кои се тие, бидејќи ја контролира цела Македонија 35 години. Нема град во Македонија, нема село во Македонија, нема општина што не е уништена. Погледнете Скопје како главен град, што на кое дереče дојде. Малце околу центарот нешто ќе средат, некоја улица, некој булеварче и толку е. Се гуши Скопје во ѓубре, се гуши Скопје во загаденост. Температури невидени, имаме 42 степени, 45 и 50 ќе дојде. Се гушиме со отровен воздух. Скопје ни е број 1 со Битола и други градови во светот по загаденост. А колку популација имаме, не ги окривувам сега само градоначалниците, тие се разбира највиновни со Советот. Бидејќи советниците, ако не му дават на градоначалникот да направи, ќе се случи тоа како приказната со Данела. Да спомнам, се бори самата против овие криминалци. Значи, градежната мафија. А кој се тие? Која креира градежната мафија? Нема градежна мафија. Не постои градежна мафија. Политичарите, функционерите ја креираа. Тоа е приказна за мали деца. Мафија има, политичка мафија. Па каква политичка мафија? Све се тоа недоквакани идиоти кои што еве некој гласаше за нив, дојда на власт за да ни уништуваат и градовите и селат и нас.
и за да можат да крадат, така и со градоначалниците и советниците. Значи, ќе снимаме понатаму, се припремаме, сакаме да ги кажеме што овие градоначалници и советници направија. Не само да се фалат со геризи, што викаме ние битолчени, турски збор за канализација, и ние ги викаме демократи, имаме во Македонија градоначалници за канализација. Страмота, брука невидена, 2-3 квалитетни директори на комуналец, Нискоградбај и други фирми, паркови и така натаму, може да не ги средат совршено градовите, но тоа не е работа на градоначалникот. Да се расправа со канализација, тротоарчина, работа на градоначалникот е да привлекува инвестиции, да се отвараат, значи фирми, фабрики, туризмо да се развива и да ги задржи младите во Македонија. Се замина и избега од тука. Господин Јорго, посебно што ме трогна, морам да ви признам, беше едно ваше видео кое го гледав од една млада господја која снимаше пред градинката каде што било сместено нејзиното дете, која велеше дека дури имала и закани за отказ од работа. По тоа видео, откако го снима, тоа видео беше за, ако не се лажам, кровот на градинката, каде што се впрочем и деца, нормално деца, а во таква небезбедна градинка кој ги оставиме нашите деца, па што сакаме понатака да одиме? Види, ние го снимиме тоа видео со господјата Лидија, затоа што имаше дете кој што одеше во градинката. Јас таа градинка пред 3-4 години имав снимено, како демократ, како граѓанин на Битола, жител. Таа градинка не само што спомнавте за крово, не имаме многу дискутирано, но таа градинка е небезбедно. Има таму кабли на 2-3 места каде што може децата да бидат да ги фати значи да добијат удар од електриката. Исто дупки, длапки, змиерник е дворо, не е косен, не е рамен, играчките се искршени, децата надвор не одат, вецината не му се покриени, прозорите се оголени, може слободно секој манијак да помини, да ги снима, да гледа и да се изживува на децата. Значи, таа градинка има огромни проблеми, с фасадата е лом направена, простора околу градинката е лом целиот, ѓубре, искршени клупи. Значи, тоа е една нешто што градоначалникот, еве таа е градинка во Битола, градоначалникот Коњановски со советот, тоа покажува колку се тие способни, колку ги интересира стварно доброто на Битола, а поготово каде што да деца од 5-6 месеци до 6-7 години да предодат во основно училиште прво оделение. Значи, кога ти како градоначалник, не е битно Битола и друго место, не водиш грижа да имаш безбедни градинки, квалитетни градинки, не водиш како влада да во овие градинки, овие деца во градинките да имаат топол оброк, бесплатен треба да имаат топол оброк. Не зборуваме за приватни градинки, има некои родители што имаат доволно пари и во рете да имаме и приватни градинки, бидејќи јас не сум против да имаме приватни градинки, не сум против приватни болници, ординации, училишта, факултети, нека си има, но се разбира ако ги задоволуваат условите и потребите и се квалитетни. Јас сум, бидејќи јас сум за капитализам, не сум за болшевизам и комунизам, бидејќи преку глава е со тој комунизмот, со болшевизмот, демек таму сите ќе бидеме исто, ние се бориме за работничката класа. А која е работничка класа? Па сите ние сме работничка класа. Нема врска дека јас имам економски факултет или ти немаш, дека ти си бравар, јас сум директор или доктор и така на. Сите сме работници, сите рмбаме, работиме. А приказната на некој си како е партија, како левица, кој што е тотално забегана и во некоја лажна идеологија живе, некоја и си болшевизам, комунизам, креираат црвена младина. Која е црвена младина? Која е црвена младина, бре, Димчеве, не знаеш кај тераш. И уште сакаш да добиеш власт. Како да е, тој не е ни битен, повеќе битно е што ние тоа видео го снимавме да покажеме не само за Битола.
и во Битола и други градинки, најверојатно има такви, и за Македонија. Да пазат родителите каде ги пуштаат децата и да си се борат и да бараат и од градоначалникот, и од советот, и од директорката на градинките, дали е Скопје, Валамдово, Тетово, не е битно, Гостивар, Битола. Да барат за тие деца да има прекрасни, идеални услови, а не да ги пуштаме децата уште на 2, 3, 5 години да во опасност, и во таа градинка имаште исто и дупки и не знам што. Ако ги пуштиш надвор децата, тоа е змиерник, затоа што имаше коприју по метро и нешто високи, треба дупки, длапки, ќе скршиш нозе, бе, човече. Значи, страшна работа, и пораката беше тоа, да се освестиме. И да освестиме, ова влада не може да се освести, ова влада мора да падне, да дојдат луѓе како демократи, инаку спасни нема. О, што го верите?